Пролетта уште повеќе ја истакнува атрактивноста на ова земјиште, лоцирано меѓу скопските населби Маџари и Автокоманда. Ретко недопрениот терен во бетонизираното Скопје останал таков од имотот е заглавен во судски лавиринт по спорна денационализација. На овие околу 8000 квадрати некогаш се простирал автокампот турист со ресторан и придружни објекти. Тие пропаднале во годините на транзиција, но на парцелата се уште има 3 куќи кои собствениците легално ги откупиле пред повеќе децении. Кога пред 4 години првпат ги интервјуравме газдите, тие ни покажаа уредна документација за исплата на куќите. Оваа куќа му беше доделена од Туристички сојуз на Македонија, каде што беше вработен таму мојот дедо Бркиќ Петар. Во 64-та, а 66-та е отплатена во целост, каде што имам и документи, уплатници од тоа време, значи кој ги исплаќал кон Туристички сојуз на Македонија, тогаш на Југославија, нели? И во 66-та година имаме потврда дека во целост е исплатена и е во негова сопственост. Јас сум Живко Дичев, роден во оваа куќа од 1959 година и сме соправни наследници од 1948 година дојдени од Егејска Македонија како политички емигранти. Кога дојдоа нашите предци, нашите дедо, баба, татко и неговите, и на Драган, татко и дедо, владата на РМ тогаш ги насели во оваа куќа. Во 1993 година јас и таткото на Драган склучивме договор за купо-продажба. Но иако легално откупени, куќите останале на државно земјиште. Кога почнал процесот на денационализација, комисијата која тогаш го водела случајот ја враќа парцелата на наследници на некогашните сопственици, без да има предвид дека на имотот има и куќи, односно како да е празна. Наследниците го продаваат имотот, пошто на вратата на луѓето кои живеат тука, тропаат луѓе кои им кажале дека мора да се иселат од домовите во кои живеат со децении. И почнува судска сага. На барање на државно правобранителство, во 2019-та Управен суд носи пресуда дека денационализацијата била незаконска и го враќа земјиштето на државата. Надлежната комисија ја поништува и пред да стане правосилна следува нов апсурд. Државното правобранителство повторно поднесува тужба до Управниот суд и бара да се поништи поништувањето на денационализацијата, за кој самите тие претходно воделе обратна битка. Управниот суд ги одбива. Потоа, правобранителството поднесува жалба и до Вишиот управен суд, но и оттаму во 2023 ги одбиваат, што значи уште една судска потврда за поништување на спорната денационализација. Ова правосилно решение не ни е доставено до нас, бидејќи ние не сме странка во таа постапка, а ако не сме странка во постапката за денационализација, ние секаде фигурираме као тужена страна по основ на таа денационализација. Значи, во смисла не тепаат, а не ни даваат да плачеме. Според податоците од катастарот, куќите се во сопственост на нашите соговорници, но земјиштето е на име на последниот купувач Сабедин Салиовски. Кога во 2022 го побаравме, тој одби да ни даде изјава, но телефонски ни кажа дека куќите ги смета за времени објекти, што не одговара на фактичката состојба во катастарот. Ни кажа и дека се обидел да се спогоди со жителите, но тие велат дека им биле нудени смешни суми, а Салиовски се обидел и судски да им наплати кирија затоа што живеат во куќи кои се наоѓаат на негово земјиште. 20 години се тужиме со некој човек што, како да кажам, и тој го купил земјиштево од некој што го наследиле спорно, значи, на нелегален пат. Вратена денационализација, заедно со нашиве куќи на тоа земјиште што е вратено. Податоците од катастарот за недвижности покажуваат и дека на земјиштето кое гласи на Салиовски од лани има времена мерка. Му се забранува да врши промени се додека правосилно не заврши управната постапка за денационализација, пишува во имотниот лист. И по толку години, случајот се уште е статус-кво. Независно од спорот, Општина Газибаба разработува детален урбанистички план за просторот. На јавната анкета во февруари годинава,
присутни беа само оние кои најмногу се засегнати од ситуацијата. Добија информација дека општината планира просторот да има комерцијална и деловна намена. Сепак, нити сопственикот може да го реши ако не се договори со вас, нити вие ако не се договорите со него. Нема друг начин. планот предвидува на местото на едната куќа да има пристапна улица до евентуалниот иден трговски центар кој би никнал на местото каде се и другите куќи. Презентацијата беше во февруари, но урбанистичкиот план се уште не е донесен. Жителите се задоволни што после 80 години се развива детален урбанистички план за местото каде што живеат, оти така куќите добиваат само повисока цена. Но се уште ги мачи спорот. Ситуацијата е исто како што не снимивте пред 3 години. Институциите што треба да реагираат, не реагираат. И нема одговорност за нив и покрај тоа што го кршат законот. И Висшиот управен суд ја потврди само пресудата од управниот суд и од тогаш 3 години се поминати и се уште не е спроведена таа пресуда од управен, потврдена од Висшиот управен суд, да се врати земјиштето на РМ. Со што сакаме да се врати на РМ за да може да го откупиме земјиштето што е под нашите објекти и околу нашите објекти. Тврдат дека судските пресуди се нејасно оптоварени со жалби на некогашните наследници кои веќе го продале земјиштето на Сабедин Салиовски. Мислам дека од наследниците што го наследија земјиштето по пат на денационализација, дека не се навремено, не им е доставено решението дека се поништува денационализацијата. Мислам дека постапката се води за тоа. Од управен суд има пресуда, се одбиени, дека не навремено поднеле жалба и сега се жалат на Висши управен суд. Каков ќе биде исходот, не би можел да ви кажам и не знам. Ова значи дека и покрај поништена денационализација, потврдена со пресуди и од управен и од Виш управен суд, нема никаква промена. Сепак, надлежната комисија за денационализација смета дека работата во судовите се уште не е завршена. Надлежната комисија за денационализација во општина Киселавода при Министерството за финансии не може во целост да постапи по предметот од причина што во тек е постапка по редовен правен лек пред Вишиот управен суд. А кога прашавме во Вишиот управен суд до каде е жалбената постапка, разбравме дека таа се уште тече. Ве известуваме дека по изјавена жалба против одлуката на управен суд, во Вишиот управен суд е оформен предмет по кој постапката е во тек. Конечно, го прашавме и Државното правобранителство зошто не се спроведуваат пресудите и како го коментираат фактот што земјиштето никако не се враќа во сопственост на државата. И тие велат дека постапката не е правосилно завршена. Ве известуваме дека постапката се уште е во тек и не е правосилно завршена. Односно решението на првостепениот орган, решението на Комисијата за одлучување по барања за денационализација се уште не е правосилно. Но кога се обративме во управниот суд, добивме поинаков одговор. Оттаму велат дека нивната и последователната пресуда на Вишиот управен суд пред жалбите се конечни, што би значило дека спорно денационализираното земјиште треба да се врати во сопственост на државата. По извршените проверки во службената евиденција на судот, утврдено е дека предметот е завршен и архивиран, што значи дека донесената одлука е правосилна и извршна, односно во конкретниот случај со пресудата на Вишиот управен суд е потврдена пресудата на управниот суд. По однос на прашањето кој е надлежен за извршувањето на пресудите, извршувањето на судските одлуки представува задолжително спроведување на правосилните и извршни одлуки на судот од страна на органите на кои тие се однесуваат. А органот на кој се однесуваат е Комисијата за денационализација. Затоа, уште еднаш ги соочивме со одговорите на управниот суд и прашавме зошто не се спроведуваат конечни пресуди и зошто какви било други постапки би биле пречка за нивно реализирање. Комисијата е категорична дека предметот не може да се затвори додека не завршат судските постапки и за наследниците на земјиштето. Виш управен суд, за да одлучи по нивната жалба, ги бара списите од комисијата. Комисијата ги доставува списите до Виш управен суд. Во моментот, предметот заедно со сите списи се наоѓа во Виш управен суд. Откако Вишиот управен суд ќе донесе решение по жалба на барателите, предметот со сите списи ќе биде вратен во комисијата. И тогаш комисијата ќе може да постапи по нападствијата на Вишиот управен суд. А со бескрајниот институционален пинг-понг при готова фактичка состојба,
Остануваат да живеат и староседелците на имотот со неизвестност за иднината. Институциите се глуви и слепи за некои проблеми што они ги направија и се трудат се повеќе да ги заташкаат и да не ги решаваат. Да го спроведат она што треба да го спроведат. Тоест пресудата од управен и од виш управен суд.